Почитувани граѓани, нашата цел е да ја победиме нееднаквоста во општеството и да ја вратиме средната класа. Обезбедуваме поправеден данъчен систем. Ги излекуваме луѓето од сиромаштија. Овозможуваме социјална заштита според реалните потреби на граѓаните. Вака мислиме да дојдеме до целта. Од денеска го подигнуваме вториот столб на визијата за Македонија. Веднаш до одговорната власт и контролата на власта поставуваме праведна распределба на доходот и излекување од сиромаштво. Зошто е потребно? Македонија има најголема нееднаквост во распределбата на доходот во Европа. Погледнете го графиконот. Проблематично е тоа што даноците и социјалните трансфери воопшто не вршат прераспределба на доходот, односно намалување на нееднаквоста во земјата. Црвената линија го представува движењето на нееднаквоста која што ја создала пазарот, тоест Джини индексот пресметан врз основа на пазарниот доход, без корекцијата за даноците и социјалните трансфери. Сината линија го представува движењето на нееднаквоста во расположливиот доход, тоест Джини индексот после корекцијата со даноците и социјалните трансфери. Овие линии и нивните области се скоро исти, што значи дека нема корекција во нееднаквост. Спротивно на ова, во Словенија, даноците и социјалните трансфери сериозно ја намалуваат нееднаквоста на доходот. Така, например, ќе го намалуваат Джини индексот од 42 на 25 во 2010 година. Исти случај како наместо Словенија, на графиконот се прикаже, например, Германија. Долгогодишното постоење голема нееднаквост во тековниот доход создава огромни разлики во стекнатото богатство помеѓу граѓаните. Мерките што ги предвидуваме во даночниот систем имаат за цел поголеми зафаќања од најбогатите, а пониски даноци за сиромашните. Например, на граѓаните кои имаат вкупен месечен личен доход до нивото на законски определената минимална плата, им се враќа износот што како персонален данок на доход претходно бил уплатен од страна на нивните работодавачи. 5% граѓани со највисока годишна даночна основица плаќаат повисок данок на доход. Тоа значи дека за големото мнозинство на граѓани на Македонија останува само постојната стапка на данок на доход од 10%. Исто така, ја укинуваме максималната горна граница за плаќање на придонесите на плати, со цел да го отстраниме регресивното даночно оптоварување кај платите. Второ, даночната стапка на данокот на имот вреден над 400.000 евро се зголемува за 0,1% поен. Поголемото зафаќање пари од небогатите ќе придонесе кон повеќе средства за социјалните случаи, односно за поголеми социјални трансфери. Тоа значи и подобрување на услугите што ќе ги добива средната класа во јавното здравство, во образованието, во изградба на детски градинки, во општините и слично. Со цел да обезбедиме предвидливост и стабилност на деловното окружување, останува иста постојната единствена стапка од 10% кај данокот на добив. За другите наши предлог мерки за праведни даноци ќе зборуваме на дебатите утре во Кичево и заутре во Скопје.